Ова е делот веројатно кај што треба да се жалам како музичар, бидејќи позади нас една многу ужасна година. Ситуацијата е сериозна како никогаш до сега, зашто ни се забранети лајв настапи, забрането ни е собирање, од што многу зависат проектите што ги правиме секојдневно. Им постојат проекти кај што треба да се викнат други музичари, постојат проекти кај што треба да се собере екипа од многу повеќе од тројци, четворица луѓе. ВБ Музички регистар е практично неформално граѓанско здружение, збир на ентузијасти, на луѓе што ја сакаат музиката воопшто. Дојдовме до идеја да ги сконтактираме Видивака и да предложиме еден проект во кој што примарен фокус би било искористување или исползување на музика од Македонија, односно на музика која што е создадена од македонската музичка заедница и индустрија во прекрасните видеа што ги прави Видивака. Видивака веднаш го прифати предлогот на ВБ Музички регистар да се обидеме заеднички да им помогнеме на музичарите како една од позагрозените групи наши сограѓани во екот на пандемијата. Она што се наметна како идеја е Видивака во наредниот период во своите видеа да користи домашна македонска музика од македонски изведувачи и продуценти и да им плати за музиката која што ќе ја користи во тие видеа. Заеднички оформивме еден буџет кој што ќе го користиме токму за тоа, наместо за странски аудио сток сервиси да користиме домашна оригинална музика и на тој начин да ги поддржиме домашните музичари. На тој начин, видеопродукции и сите оние практично на кои што им е потребно да најдат соодветна музичка содржина, врзана за некаков клучен збор, да може тоа да го направат преку вебсајтот на Музички регистар. Музички регистар, односно тимот на Музички регистар, се обврза на некој начин со големо задоволство дека тоа ќе го испорача во наредните неколку недели како нова функција на вебсајтот на Музички регистар. Вашата иницијатива е прекрасна. Морам да забележам дека многу ретко гледам волку искрени, волку функционално одмислени и волку практично изведени иницијативи. Со тоа што ќе биде успешна само ако успеат инстанците после вас, тие што доаѓаат после вас, да системски создадат или институционализираат регрутен центар кој ќе биде, или регрутни центри кои ќе бидат во функција на не само моите колеги музичарите, туку во функција на фотографите во Македонија, на сликарите во Македонија, на актерите во Македонија.